Штетите врз македонската економија како резултат на блокадата од Евзони веќе се мерат во милиони, а се комплицира и снабдувањето со дизел и мазут. Од компанијата Окта, која е најголем увозник, предупредуваат на можно комплицирање на работите околу снабдувањето со нафтените деривати. И покрај зголемените трошоци, ќе продолжиме да го снабдуваме пазарот на гориво, користејќи ги сите можни алтернативни начини. Исто така би сакале да забележиме дека веднаш, штом добиеме дозвола, подготвени сме да продолжиме да увезуваме гориво преку нафтоводот кој ги поврзува капацитетите во Скопје со рафинеријата во Солун, проект кој дава дефинитивно решение за непречено снабдување на земјата со течни горива, информираат од Окта. Македонските власти пак велат дека се ангажирани да се најде решение за проблемот и да се спречи евентуална нафтена криза во земјава. Сме ангажирани како влада да го надминеме како проблем. Вчера имав директен контакт со нашиот амбасадор во Грција, кој што ми укажа на проблемите. Таму веќе се зборува или се шпекулира дека освен блокадите во Евзони, мислам дека ќе има и во патот или автопатот Игнатија, па други протести, информации кои што не укажуваат на надминување на внатрешните проблеми на Грција. Од Сојузот на синдикати упатија писмо до амбасадорот на Грција во земјава и председателите на Грчката конфедерација на синдикати, со барање активно да се вклучат во решавање на проблемот во нормализација на сообраќајните врски на граничниот премин Евзони, кој настана по штрајкот и блокадата од страна на грчките земјоделци. За Сојузот на синдикати негативните последици се веќе видливи врз стопанството и дополнително влијаат врз влошување на економско-финансиското работење на компаниите, а со тоа директно и врз загрозување на социјално-материјалната и економска состојба на работниците кои работат во тие компании. Блокадите на грчките земјоделци на граничниот премин Евзони може да предизвикаат и други дополнителни негативни финансиски импликации врз националните економии, што сигурно ќе се одрази дополнително негативно врз екзистенцијата на работниците кои работат во овие компании и што може да се рефлектира со појавата на задоцнување на плати, непримање на плати и слично, стои во писмото. Во меѓувреме грчките земјоделци се заканија дека ќе го блокираат и преминот до Иран, ако до утре грчката влада не им даде прецизен датум за средба на која ќе се разговара за нивните барања.